Денеска темата е ќе биде мојата приказна за школата за уметност Џолев уметностите и како течало таа цела тема. Но ајде пред да почнеме би сакал да направиме еден тест, ама ќе мора ми помогнете. Јас ќе кажам 1, вие ќе кажете 2, тоест 1, јас ќе кажам 2, вие ќе кажете 2. Ајде ќе го пробаме, ќе го сватиме, може? Расположени? 3, 4. 1, 2, уште еднаш 1, 2, 3, уште еднаш 1, 2, да. Познато ви е тоа, ви се случувало некогаш во вашето образование, каде што сме биле приморани да ги посочиме фактите од учебникот, кои може би биле неточни, или може би не сме се согласувале, може би сме имале повеќе извори на информации, сме имале наш став кон одредена тема. Сигурно ви се случило. Таа сцена што ја видовме е сцена која мене ми се има случајно. Тоа беше еден краток игран филм од обуката за филмски актер и заедно со студентите. За жал, веќе го наметнав тоа што го кажам, дека нашето образование не дозволува ние да размислуваме. Како вие две девојки, дали на што мислиш, на ништо. Да, тоа ни се случува. За жал, филмот не го гледаме во целост, видовме само тоест 3 сцени од прва секвенца од филмот. Не ни дозволува, нашето образование не ни дозволува да размислуваме со нашите глави. Затоа што најголемата грешка, тоест најзабранетото нешто во нашето образование е да сгрешиме. Ние не можеме ништо ново да постигнеме доколку не ни дозволи некој да сгрешиме, додека не ни дозволи некој да пробаме да го обоиме небото зелено. Нели? Може би јас го доживувам така. Не мора да го обојам плаво. Во тоа време јас, кога размислав за моето средно образование, многу сакав да додам на средно уметничко. Ама многу сакав. Јас се плашев, имав страх, затоа што сметав дека не сум доволно талентиран, затоа што ликовно јас имав 4, иако јас им ги решавав задачите на оние што имаа 5. Но хиерархијата, системот на нашите предмети во нашето образование е такво каде што ние на ликовно, музичко одговараме нели на часовите по физика, на часовите по математика и некако по дефолт ги добиваме 5 на овие предмети. За жал не се запишав на средно уметничко, али се запишав на средно архитектура, архитектонско. Затоа што нели демек таму има цртање. Не, таму немаше цртање, тоа беше најлошото искуство во моето образование, убедливо најлошото искуство. Наистина ја го мразев моето школа. Значи не одев на часови. Бев бунтовник. Бев бунтовник затоа што системот ми го наметнуваше да го учам она што за кое немав интерес, а истовремено не ми дозволуваше да го учам она што мене ми се допаѓаше. Не ми дозволуваше. За среќа имав еден пријател во Корчагин, и он ми рече, дојди, има еден супер кул професор, се вика Стефан Сидовски и ни држи часови. И некогаш и формални, и за време на часовите, а некогаш дури и надвор во дворот се собираме. И мене ми звучеше супер, зашто ја моето образование, барем средно го поминав надвор во дворот. И отидов во Корчагин, таму го запознав професорот Сидовски, држеше он предавање за психологија, етика, естетика, филозофија и така натаму. И јас тогаш за прв пат сватив уствари дека образованието и школото е многу кул ствар. Дека тоа може да биде многу интересно. И тоа се видив еден ден. Ако имам јас мое училиште, професорот ќе биде дел од тоа школа. Јас моето образование средно го завршив благодарејќи на мојата комшика, која беше најдобра другарка со директорката. Најискрено. Значи јас немаше да завршам средно образование. Јас имав просек од 2,9. Јас имав еден тон неоправдани. Ама сето тоа го правев свесно. Едноставно не ми се допаѓаше. Може би немате искуство, не знам дали знаете како е ако имате единица по некој предмет.
одите нели на полагање во јуни, ако не положите во јуни, одите во август, ако не положите во август, паѓате година. За среќа не, ја имав таа среќа да не паднам година, благодарејќи нели на комшиката. И последната година, во четврта, ја замолив професорката по математика и реков, професорке, ве молам. Значи, не можам да го учам ова, ве молам, пуштете ме во јуни. Ве молам, сакам да се запишам на факултет, сега имам приемен испит за 20 дена. Се прсна од смеење. Се прсна од смеење. Джоле, ти кажеш на факултет? Викам, да, професорке, сакам да студирам фотографија, дизајн, филм, многу интересно. И нормално ме бутна. Си дојдов во август, го положив и таа година паузирав. Сметам дека тоа не е ништо страшно, таа година беше прекрасна за мене. Се дружев, читав литература што ме интересира, снимавме филмови, се бавевме со музика и одвај чекав да ги почнам моите студии, бев страшно мотивиран. Ако овој беше просекот во моето средно образование, многу брзо потоа бев студент на генерација. И се сврте сосема поинаку. Бев примерот, бев бубалицата во моите студии. Сите поседуваме таленти, задачата на образованието да ги открие и да ги развие. Да, сите ние поседуваме таленти. Но прашање е дали ние ќе дозволиме да ги развиеме нашите таленти. За жал, понекогаш се случува да ги потиснуваме нашите таленти, несвесно. Уште потрагично е доколку свесно ги потиснуваме нашите таленти. Уште потрагично е кога дозволиме тоа нашите родители да го направат, а најтрагично би било тоа го направи нашето образование. Нашето образование треба да ги открие и да ги стимулира тие таленти. И треба да го следите тој инстинкт на што јас сакам да правам во мојот живот. Што мене ме прави во денот среќен. Дечки, само така можеме да заработиме. Само така можеме да постигнеме и финансиски бенефит. Не дозволувајте вие да барате работа. Компаниите вас сами ќе ве побараат, ама само да се бавите со тоа што навистина го сакате. Само така ќе бидете најдобри во одредена дејност. Јас никогаш со моите во моментов 2,5 универзитетски дипломи, никогаш не сум ги покажал и никогаш не сум го однесол некаде моето CV за работа. Секогаш компаниите ме барале. Мислам дека кон тоа треба да се стремиме. Јас на 22-3 години веќе може да чекам. Да, на 22-3 години веќе бев вработен, живеев сам, беше многу супер, имав можност да си купам се што сакам, си купував многу книги, си купував карти за во театар, идев многу на театар, бев заразен од театар и гледав брилијантни представи. Имаше и глупи представи, и гледав и брилијантни представи, а секогаш си одев дома тажен. Сигам, што не ја представа беше топ? Зашто си одам дома тажен? Па, во тој момент сватив дека не го правам тоа јас. Во тоа време јас работев во маркетинг и адвертайзинг. Тоа е еден свет каде што вашата креативност ја трошите на некои работи да изгледаат поубави од она што се, нели, маркетинг. И сватив дека сум несреќен. Сватив дека морам да се вратам на она што навистина сум јас. Иако се бавев со медиумите кои ги сакам, јас се бавев со фотографија, се бавев со филм, се бавев со дизајн. Сето тоа е во ред. Ама не создавав нешто за мене, туку создавав нешто што можеби јас не верував во тоа што ние го продавав. И нормално на 27 години си дадов отказ, си отидов дома после многу време и се запишав повторно на факултет. Тоа беше факултетот за драмски уметности. И за мене во тоа време тој чин представуваше едно интелектуално будење. Истовремено беше материјален кошмар. После можеби 10 години сум повторно дома со моите родители, страшно. Се возите со автобус, тоест не се возите, се шверцате во автобус.
ве фаќа контрола и морате нели да се правдате. Сето тоа е невкусно, секако дека е неубаво тоа што се случува, но верував, окей, супер, ама јас сум на факултет, повторно се бавам со уметност, размислувам за филм, се е окей, ќе биде окей. И во тој момент размислував, а што ќе правам? Морам сепак да заработувам, студиите се 4 години и сватив дека имам само еден ден во неделата каде што можам да заработувам, а тоа е сабота. Зашто од понеделник до петок сум на предавања, факултетот за драмски уметности, конкретно катедрата за филмска и ТВ режија бара многу обврски после предавањата и јас го имав единствен ден во сабота. Сватив дека можеби е супер да организирам курс по фотографија. Навистина е познав таа област. Се охрабрив самиот од никаде, објавив пост на интернет дека имам курс по фотографија. Курсот помина толку супер што после 3 месеци студентите ми рекоа: "Деа, најде направиш еден?" Окей, ќе направиме, као, нели, постпродукција на фотографија. Сега вие сте фотографи, сега треба да ги обработувате вашите фотографии. Година дена подоцна, Джолев уметностите веќе имаше 4 развиени програми. И навистина целиот тој бизнес тргна сосема неочекувано во позитивна и нагорна линија. Денеска Джолев уметностите има преку 20 активни програми, вклучително и Академијата за визуални уметности и Академијата за моден дизајн. Во тоа време некој да ми каже дека ќе се бавев со моден дизајн, мислев дека ќе му се насмев како мојата професорка по математика, но едноставно тимот кој седеше позади сето тоа, позитивните вибрации од целата таа приказка си го направија своето. Джолев уметностите за мене беше бајка, затоа што конечно можев да си остварам еден тон сонови. Еден тон сонови од типот на ако јас имам школа еден ден, секогаш ќе мирише на ванила. Ако имам јас еден ден школа, секогаш ќе има топло дифузно осветлување. Ако имам јас еден ден школа, ќе предава професорот Сидовски. Ќе предаваат моите омилени професори, од што сум ги запознал во моето образование. Јас ако еден ден имам школа, ќе стипендирам ученици со просек под 3,9. Да, имавме таква кампања која гласеше образованието не е просек 5,0. Тоест образованието е повеќе од просек 5,0. Во оваа кампања, каде што доделувавме целосни стипендии, имаше неверојатни умови, брилјантни млади момци и девојки кои денеска се на престижни светски универзитети. Можеме и ова да се вратиме на талентите. Не е важно, дечки, на кој универзитет сме. Туку она што е побитно е тоа изборот на тоа што ние ќе го студираме. Дали сме направиле вистински избор, дали е навистина тоа што го сакаме или дали е тоа што некој ни го наметнал поради одредени причини. Најчесто нема работа во тоа. Сега дека има работа, пак ќе се навратиме на тој слайд, компаниите вас ќе бараат. Во уметност има многу работа. За крај само да го заокружам ова кратко патешествие со неколку точки. Дека никогаш не е доцна. Сега вие може да си викате, па чекај, ја веќе не сум средно завршив студент. Па чекај, јас веќе не сум студент, завршив факултет. Да, можете повторно да се запишете. Кажав јас дека на 27 години направив комплетен делириум во мојот начин на живот. Никогаш не е доцна. Никогаш не се сомневајте во своите квалитети. Открите го вашиот талент. Стимулирајте го вашиот талент. Следете вашата интуиција. Секогаш љубопитни како деца. Среќата е последица на вашиот труд. Thanks.